3 дена траеше саемот на мед во Кочани. Иако во помал број од претходните години, сепак пчелари од повеќе градови од државата на штандови ги изложија своите пчеларски производи. Ланската година беше најлоша во однос на приносите на мед, а пчеларите велат дека не може да се пофалат и оваа година со добри приноси. Оваа година во поглед на пчеларството беше многу лоша, барем во нашиот регион, во Битола и Демирхисар. Имаше многу големи врнежи, баш во тој период кога пчелите требаше да собираат од нектарот и беше оневозможено да го соберат истиот. А колку младите се заинтересирани за пчеларење и колку е почетната инвестиција да се започне овој бизнис? Во Куманово млади пчелари во смисол на години, а и постари млади пчелари кои започнуваат да се бават со пчеларство има доста. Така да има заинтересираност бидејќи на крај крајва и доходовна. Чист воздух во пчеларникот го намалува стресот, меѓутоа треба оној кој љубиме за пчели, пчелите ќе си го сакаат сигурно. Заинтересирани се, кога повеќе, кога помалку. Имаше еден голем бран 2012 до 15-16 имаше голем бран на пчелари, последните 2 години има мала стагнација. Ама у принцип се уште има млади пчелари. Ние во нашата бранша млади пчелари си ги викаме секој што е почетник во пчеларството. Иако ако е тазе пензионера почетник во пчеларството, кај нас е во категорија млади пчелари. Така да има постојано заинтересирани затоа што е добра основа за дополнителен приход во домашниот буџет. Точно е дека психички се опуштаат затоа што самата пчела бара да биде пчеларот смирен, да не биде нервозен, да работи полека, по правила и тоа придонесува и самиот пчелар да биде посмирен. Ако земеме дека ако сака да опреми еден пчеларник од со 50 пчелни семејства со објект со се, тоа би било по голема инвестиција да речеме, но најпаметно е заради да го научи како занат некое известно време, да речеме година, 2-3, со една пчелна кошница отприлика би го чинела околу 100 евра, да речеме, а минимумот е по литература 2 пчелни кошници, што значи би било доволно за почеток за првите неколку години да види, да го поднаучи занатот, а подоцна може да види дали ќе инвестира повеќе и во која насока ќе се движи. На обележувањето на манифестацијата присутните во паркот во Кочани ги поздрави претседателот на Еколошкото пчеларско здружение Златна кошница Тони Димитров. Секоја година, откако ќе завршат другите активности што се поврзани со природата, ние пчеларите ве собираме да ве заблажиме и да нагласиме колку е медот важен во зачувување на човековото здравје. Токму заради тоа и настојуваме што повеќе да го промовираме медот, како особена важна и здрава храна, и токму и заради тоа постојат деновите на медот. На оваа важна манифестација се присутни колеги медари од повеќе краишта во нашата држава. Веќе стана традиција, како што е многу добро, секоја година да се дружиме со пчеларите и медарите од Виница, Битола, Кочани и така натаму. Манифестацијата за отворена ја прогласи градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. Нашиот регион е доста погоден за развој на пчеларството, ако на ова го додадеме и фактот дека е отпочната постапката за прогласување на осоговието како заштитено подрачје, нешто што навистина ќе биде еден добар благодет и во тој правец ги охрабрувам пчеларите да истрајат во овие тешки времиња и навистина дека доаѓаат подобри времиња, бидејќи со заштитувањето на овие заштитени подрачја се ствара можности и за прогласување на брендови од заштитени подрачја, нешто што навистина недостасува во Македонија и сметам дека е добра шанса за развојот покрај на другите гранки и на пчеларството. Манифестацијата беше збогатена со настап на фолклористи од фолклорниот ансамбл Мугри од Кочани и ансамблот Липчо Сантов од Оризари и играорна група Зрновци, кои се представија со ора и песни од нашиот крај. Ваквите саами на мед имаат за цел да ја подигнат свеста кај граѓаните за почеста употреба на медот и представуваат одлична можност граѓаните да се запознаат со намената и употребата на пчелните производи.